Продолжуваме со нова тема во студиото на Македонија наутро. Следниот разговор ќе го реализирам со мојот гостин. Веднаш ќе му посакам добро утро и добре дојде на професор доктор Тихомир Стојановски, со кого што ќе ја промовираме книгата со наслов Јазикот и јазичните форми како идентитетска основа кај македонците со исламска вероисповед. Добро утро, да даде Господ убава емисија. Секако ќе имаме убав разговор утрово и на самиот почеток како дел од она што значи промоција на оваа ваша книга, би сакала да ми кажете која е целта на истражувањето, врз чија основа практично беше и создадено оваа дело? Па целта е љубовта, љубовта кон македонската култура, нели, го имаме апостол Павле, ако љубов немам, ништо не сум. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски. Значи, љубовта кон македонскиот јазик, кон македонската култура, која не може да се затвори, да се со граничните меги. Значи, не е нешто што може да се стави во кафес, која таа се прелева, се менува и ги поврзува луѓето. И една голема популација на македонци со исламска вероисповед, кои живеат во повеќе држави, моментално Бугарија, Грција, Албанија, Косово, Македонија, поврзани во една линија по повеќе годишно истражување. Инаку овој проект со колешката Валентина Божиновска. Да, токму сакав да ја спомнем и неа, да. Помина на Факултетот за драмски уметности, на наставнички совет, на Советот на УКИМ за научни истражувања. Го добивме тој проект и го изреализиравме 2021 година и излезе оваа книга во која се раскажани дел од тие сознанија кои веќе ги знаеме ние. Можеме и со камера да ја погледнеме книгата. Практично зборува за тоа јазично поврзување, културно поврзување, една македонска свадба која ги држи практично темелите на таа духовна нитка. Имам една новинарка, американка Ребека Вест, дава многу добра дефиниција за македонската култура. Била тука пред Втората светска војна во Македонија. Македонската култура не е технички трик, вештина, туку духовна врска со Создателот и неговиот син Исус Христос. Многу добро кажано, таа е духовна нитка на свадба. Најстарата обредна драма, ја имаме на Кокино, например, е небесен брак, Хиерос Гамос се вика, таткото од небесата оплодува земјата и се раѓа Богот човек. Тоа е многу слично кога нели е вдахнат духот. Истиот принцип го имаме свадба во Дионисовиот антички театар во Македонија. Зеус ја оплодува Семела, земна жена, и се раѓа Богот човекот. И се раѓа Дионис, и го имаме во христијанството, нели, Дева Марија е безсемено зачната во духот, истата приказна како пророчка уметност, и основа на македонското поврзување е таа свадба, како се прави македонската свадба кај целата македонска популација на целиот македонски полуостров, кој до 27. март 903 можеме да провериме, се именувал Македонски полуостров, потоа султанот го преименувал, бидејќи го бунтувал народот, нели, и денеска го викаме Балкански, инаку Балкан на пиринскиот дијалект значи планина. И сега... Сето тоа е дел од македонската историја. Меѓутоа, јас би сакала само да ги повикам нашите гледачи, ќе имаме отворени телефони за тројца наши гледачи кои што ќе се јават во режијата, ќе ги остават своите податоци, ќе можат да си добијат подарок една книга, книгата која што денеска ја промовираме. Велите дека низ истражувањето наидовте на многу отпор, страв, напластени трауми, конфузии, така што се соочивме со чудни и крајни противречности. Меѓутоа, сето тоа истражување беше поврзано со јазикот и несомнено потврдивте дека станува збор за еден од највпечатливите, најзвучните јазици кој што е поврзан со македонскиот. Тоа беше периодот после ковид практично, 2021 година. Луѓето се уште се плашеа од ковидот. Другата состојба е политичката структура за македонскиве прашање за влезот во еден голем сојуз, каде што се поставуваат некои услови кои се надвор од думот, например, дека може со политички договор да се затвара и отвара историјата или да се ограничува само на една територија. Не можете вие да ставите ограда, железна, например, и од тука натаму нема да живееме, ние тогаш излегуваме од законот на љубовта, љуби го својот ближен како себе си. И кога ќе ги видите адетите на тие луѓе, било да се наоѓаат на гора, над Кукс во Албанија, дали се наоѓаат на брод на Косово, или се наоѓаат кај помаците на границата со Грција, тие ја имаат истата структура на песни, на ора, на зурли, на тапани, на еден милозвучен јазик македонски во кој доминираат дактилите
кои не се својствени во сите наши соседни земји што живеат, значи тешко се остварува дактилот, а кај нас, например, во македонскиот јазик, секоја песна почнува со дактил и кога ќе видите тој јазик, како се оддалечувате од Македонија, еве ќе ви покажам една песна од назив Докле, туга, торба, по путишта, путник га вежи, гол голичав, глас глув, на гнездо тежи. Гледайте го тоа рампа, они што го нарекуваме зурлите и тапаните, да го држи, шари шар планина, тутка се тутка, мъглите предат и сукаат пат. Видите таа ритмичка структура? Значи имаме една свадба која е основна драматуршка концепција на најстарата драма, почнува со топани, например ние раскаже Исмаил Бојда во Брод, многу слично како во Македонија, се објавува свадбата, журлите и топаните, значи меѓу земјата и небесата, тоа оро што се игра, покана, имаме цела една драматургија, значи кога ги канат луѓето, кога одат кај зетот, кога одат кај невестата, цела драматургија на обредни песни кои се пееле во оној сооднос со духовниот создател, значи свесни дека практично културата е духовна, не може да се ограничува и треба да не поврзува. Најнакрај и по тоа на Гоце Делчев дека светот е поле за културен надпревар, не за колеш меѓу народите. Значи таа беше таа основна нитка и во оваа цела приказна се користени голема документација што ја има снимено Скрби и утеха како театар со 1000 документарни приказни кои влегува сега веќе и во датотеката на МАНУ преку академик Катица Ќулавкова. Значи, цела она снимка на луѓе кои се идентификуваат себе си како македонски, зборуваат македонски, значи на цела таа територија, Гора, Голобрдо, помаците на Родопите, нашиве краишта Струшко и така натаму, со нивниот говор, со нивните песни, обработени се... Од сето ова што го кажувате, всушност потврдувате дека на овие луѓе во тие подршја што ги споменавте, каде што сте го правиле истражувањето, јазикот се уште име силна страна и потпора како потврда за нивното славо македонско потекло, а од друга страна пак по религија, религиска припадност, тие се припаѓаат на исламската вероисповед, но сето тоа надополнето со јазикот ги прави богат и духовен чинител кон културните и цивилизацијските вредности во Македонија. Имаме ние, например, во село Орешек, снимивме еден филм Ѓурѓов ден во Гора, кој одеше на доста фестивали и таму домакините ни ги покажаа гробиштата, нивниот предок се викал Ѓорги и следните генерации, веќе 3-4 генерации Мухамед, Ислам и така натаму, значи свесни за таа состојба кога тие преминале. Зошто преминале и како преминале се историски состојби, некогаш за да преживеат, некогаш под присила, можеби некогаш преминували од љубов, тоа не можеме ние да се ограничиме. Имаме уште една интересна приказна од наш пријател од Тирана, инаку по потекло од Голобрдо над Дебар Требиште, од селото Лешничани, кај што ја раскажува приказната, се вика Амид Гордани, пола негово семејство живее во Скопје, и тие се презиваат Гордановски, и тој ни раскажува кога удрил земјотрес во Лешничани, се расцепила камарчето на куќата, тоа знаете она како едно делче што е во полукруг, и вика под камарчето е излезена иконата на Исус Христос, кој од некој негов предок ја оставил како порака. Видете, ние не зборуваме за религијата да не намразува, зборуваме за поврзувачки слој на македонската култура, да пееме, да играме, да славиме, значи како што се оддалечувате од Македонија, диалектите се намалуваат на јазикот, како се оддалечувате на сите 4 страни. Например, ние сме северна, за тие што се на север сме јужна, на тие што сме на југ сме северна, на тие што се на запад сме западна. Како што гледате, не може да се одреди географската одредница. Диалектите и метричките стапки се најбогати тука и тоа се гледа во сите делови. Не да ќе сакаме ние да земеме нешто, треба да се ослободиме на културата, не треба да ставаме граници во човечкото срце, иако тие луѓе се оставени. Ние подпишуваме некои договори, значи повторно ќе кажам, меѓу политиката и науката не става до многу незгодна состојба. Ние не смееме сега да го љубам својот брат, например, во Гора и во Голобрдо, заради некој договор, или не да е таму надолу на ке Воден, заради некој договор. Видете, не можете вие во туѓо име да договарате и да концептот на Европа е Европа без граници, а вие ставате граница во култура, пазете.
Да одам, колку да пеам, границите да се радувам, да се знаат да бидат идентификувам. неважни, потврдува и ова ваше истражување за тоа дека основата на јазикот и културата кај овие македонци со исламска вероисповед е токму македонскиот. Говоревте и за јазикот, меѓутоа и за обичаите, свадбените обичаи кои што ги практикуваат, меѓутоа многу интересни се и роднинските врски кои што ги негуваат како дел од таа исконска традиција. Па да, ние имаме, например, поврзување, имавме на манифестација во Скопје додека траеше, додека можеше да се организира, каде што ни доаѓа од сите заедници, од сите страни на Македонија, на Македонскиот полуостров и се поврзуваа луѓето меѓу себе. Например, помаците беа однесени на фестивалот во Гора, додека се случуваше Македонскиот фестивал, или тие од Гора и од Голобар доаѓа и ги запознаваа луѓето. Значи, доаѓаше до едно, како да кажам, слободна културна размена, без некои задни намери, дека некој ќе ја земе планината и ќе ја пресели, например, овде сега во Вардар и ќе ја стави во фрижидерот. Вие не можете да преселите. Доаѓа време кога целиот свет, како што вели Шекспир, станува сцена, каде што ќе треба со култура, со љубов, со песни и ора, а македонскиот фолклор и култура на вистина има многу. Излеано е тоа, излеано сите антички метрички стапки, ние денес ги играме во ората, и диалектите што ги зборуваат овде се суштински се метричките стапки, она што го имаме зурлите и тапаните во зборовите, навлите, кавалите, да се слави, да се пее, да се игра. Нели имаме еден псалм во Библијата, славете го Господа со песни, со оро, со савли. Таа е таа духовна линија, каде што тие со тапани објавуваат свадба, потоа одат се канат, се повикуваат, се прават разни адети, се облекуваат, се шминкаат, се шараат и разни адети. Духовноста има значајно место во македонската културна традиција. Чекалени, вршалени. Токму и во овие обреди. Значи, како ги нарекуваат дејствијата каде што се пречекуваат и се прави таа свадба на соединување, нели, духовно соединување со нашиот Создател. Значи, македонската култура е духовна и неслучајно е запишана Македонија како земја на словата и во Светото писмо, кое не може да се избрише. Без разлика што тоа се случува, се надевам дека ќе победи тој момент на надпревар културен, не политички, на ограничување заради нешто или некого. Сетне на крајот и на краиштата, не сме дојдени овде да се убиваме, туку да се надпреваруваме во култура, во тоа што можеме да направиме, да се поврземе, една поврзувачка нитка на македонската култура. Так. Навистина, таа е распослана во 4 земји и ние не велиме дека е само наша. Можеме да ја споделиме, но не можеш да тврдиш дека нешто го нема. Има еден интересен Георгија, уште ова антички. Ако го нема тоа што постои, значи ако ме нема, зошто дискутирате дека ме нема? Значи ме има. Како може да постои тоа што го нема? Како може да не постои Македонија? Македонците, ако постои Македонски полуостров, до пред 100 години, 903 се викал така. Погледнете ги картите. На крајот од нашиот разговор, јас само ќе кажам дека клучните зборови во книгата Јазикот и јазичните форми како идентитетска основа кај македонците со исламска вероисповед се јазик, идентитет, македонци, исламска вероисповед, обред, дијалект, свадба, религија, конфузија, но и идентификација. Овие клучни зборови доволно говорат за тоа што се ќе сретнете и со што ќе се соочите и ќе уживате во она што ќе го прочитате низ страниците на оваа книга која што ја реализиравте како дел од вашето истражување. Ќе ги поздравиме и нашите гледачи кои што се јавија во режија: Снежана Стојанова, Александар Јаневски и Поповска Виолета. Ќе сигурно сум дека ги оставиле своите податоци во режијата, ќе се слушнеме, ќе повелат во македонската телевизија на портирница на главниот влез да се ги подигнат овие книги како подарок. Господине Тихомир, јас ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Особено ми беше чест и задоволство што имавме можност да ја промовираме оваа книга, која што сигурна сум дека ќе ја збогати библиотеката на многу влюбеници во убавиот пишан збор, па и овој. И благодарам и вам.